Најпрвен, веројатно ќе се разпрашате зошто сме тука присутни, зошто сме тука кога министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера на денот на македонската полиција 7 мај насекаде во јавноста пропагираше и се фалеше дека создавал задоволна и мотивирана полиција. За да не разбере подобро целата македонска јавност, подоле ќе образложам зошто и од кои причини се собравме пред владата на Република Македонија да го изразиме нашиот револт. Полицаец, министр за внатрешни работи, протест. Контрадикторни поими во очите на секој разумен граѓанин. Поими кои би требало да се спротивставени неспојиви во едно развиено културно општество, кое се спреми кон демократскиот идеал. Поими кои не смеат да имаат ништо заедничко во држава со изграден и докажан интегритет. За жал, денес сме сведоци на нов поим. Поим создан од ваши сограѓани, сопрузи, браќа, сестри, кои повеќе не може да дозволат и трпат неправда, притисок, закани, поим кој сам по себе покажува и повеќе од доволно од нивната состава и статус на општеството наметнат со сила. Денешниот полицаец е бледа сенка на институтот полицаец, грбаво осеќавање на едно минато време. Ова го кажувам со крајна огорченост, предизвикана првенствено, но не единствено, од игноранскиот, несовестниот и насилен однос на самата институција каде сме вработени, а тоа е Министерството за внатрешни работи. Благодарение на незиниот прв човек, министерот Оливер Спасовски, денес сме овде пред вас, бидејќи оно што министерот успеа да го направи и создаде за 5 години е незадоволна, неплатена, неопремена и закрепостена полиција. Полиција која заради неодговорното работење на институцијата не личи на полиција, која заради несовесност е доведена во работ на лична екзистенција. Полиција која не работи самоиницијативно, туку по насоки и закани од подобни личности кои ни во сон не можеме да ги наречеме предпоставени. Секојдневно истакнуваме во каква очајна состојба се наоѓаат вработените во МВР. Но и покрај сите наши обиди, министерот продолжува да ни игнорира и наш како синдикат и неговите вработени, оние за кои многу гордо изјавува дека се задоволни, мотивирани и опремени. А колку се опремени гледа целата македонска јавност секојдневно. И при тоа сакаме да го запрашаме министерот како тоа целосно и комплетно се реновираа сите тие 54 објекти кога работниците воопшто немаат столици за седење, немаат бироа за пишување, немаат основна опрема за работа. Туку се што имаме е неколку топа хартија за месец. Тоа ли е реновирање, господине министер? Го уништи поемот униформираност и сега имаме разновина и шарена полиција наместо полицаец. Тука ќе ти го покажеме црвениот картон, картонот кај што го покажуваш, кај што го заслужуваш. Покажете му го на министерот, покажете му на владата картонот. Нека видат медиумите, нека види целата јавност. Ова е картонот на владата на Република Македонија. Ова е картонот за министерот за внатрешни работи. За условите во кои што работиме и во застојбата што која се наоѓаат полициските службеници. Ова е. Ви благодарам, колеги. Министр Спасовски, знаете и свесен сте дека зборовите само ефикасна, силна, задоволна полиција која работи со полн капацитет и легитимитет испорачува резултати во активностите се во вашата фантазија и во фантазијата на тие ваши неколку советници кои секојдневно ви делат лично тие незаконски решенија и незаконски писмени наредби. Да, вашите советници го прават ова се со цел да биде заплашен македонскиот полицаец. Погледнете ја Спасовски оваа бројка на полицајци.
Повеќе никој не ти се плаши и во иднина таа бројка на засекаде да велиш дека претходно владеел режим, единствено ти создаде режим како никогаш досега со сеење на притисоци, закани и страв кон колегите. И за сета таа своја досегашна успешна работа и залагање, вчера гледаме се дрзна да доделуваш некакви благодарници на својот соучесник во тоа лошо работење, Македонскиот полициски синдикат. Немиот изговор за организација која треба да им помага на работниците. Но се што тој синдикат успеа да направи е да го уназади на предокот на полицајецот, како на професионално, така и на лично поле. Со својот легендарен колективен договор и измислените безидејни преговори и договарања, заедно со вас како министар придонесовте кон мизерни плати, излитени униформи, раздор во меѓучовечките односи и јадници незаконски решенија за распоредување надвор од местата на живење. Оно што треба вие вработените и целата македонска јавност да биде запозната е тоа што им беше подадена рака и беа известени паралелно и заеднички денес и тие да излезат на овој протест. Зошто и од кои причини не се тука меѓу нас, процените сами. Ете, затоа сме тука, затоа моравме да составиме нов поим, полициски протест, со надеж дека некој од надлежните ќе не сослуша. Тука ќе упатам силна и недосмислена порака до министерот и до неговиот најголем пријател, кој што заеднички согласно прописите го направија неголемото злосторство кон македонскиот полицаец, со сеење на страв, со тоа што изготви и одобрија и јадници незаконски распоредувања на неистомислениците и професионалците. Денес сме тука заедно излезени да бараме зголемување на платите на полицијата. Денес полицајецот, за жал, зема најниска плата на работ со минималната плата во Република Македонија. Бараме конечно тендер за сите видови униформа во полицијата. До кога ќе ги лажете вработените дека ќе набавите униформа? Униформата за специјалците се фалите дека сте ја набавиле веќе 2 години. Засрамете се. Бараме конечно да престанете со незаконските распоредувања и наредбите и сите работници кои се распоредени надвор од местата на живење, без нивна согласност, експресно да ги вратите. Ве уверувам дека сите еден ден правната служба и комисиите за распоредување ќе одговараат поради нивното незаконско работење. Бараме додаток за борба против коронавирусот, зашто срам не е да признаеме дека само вработените во полицијата воопшто не им беше исплатен додаток. Со кое право во јавноста вчера, министре, гордо излеговте и кажавте дека сте задоволен од полицијата? Може би сте задоволен, но запрашите се дали полицијата е задоволна од вашето работење. Бараме нов и европски колективен договор во МВР. Колективен со одредби каде што ќе се спречат незаконските распоредувања. Колективен каде полицијата ќе добие подобри услови и права. Бараме професионалци на чело на МВР. Сте се запрашале ли, министре, дали има раководители на висока позиција во која вработените се гордеат со него? До кога ќе има раководители кои својата неспособност и комплекси ќе ги лечат на своите подчинети? Никогаш како до сега меѓучовечките односи не биле толку влошени како што се сега. Бараме веднаш да престанете со пресметка на синдикалните представници на СПМ и признавање на СПМ во МВР, односно блокирање на членарината.